Во најраниот период на духовниот живот на македонскиот народ, првите просветни жаришта биле манастирите. Тие биле единствени центри на македонско-словенската писменост. Многобројни писмени документи укажуваат дека нашите најстари манастири не биле само места во кои се негувала црковно-книжевната традиција, туку дека тие вршили функцијата на елементарни училишта на црковна просвета и образование, познати во науката како келини училишта. Првите келини училишта во Македонија се појавуваат кон крајот на 9-тиот и почетокот на 10-тиот век. Ги основаат учениците на Кирил и Методија, Климент и Наум. Во тоа време Климентовото училиште у Охрид станало едно од најзначајните жаришта на словенската култура. Во него тој оспособил голем број учители, кои го продолжиле неговото дело на ширењето на просветата и словенската писменост, отворајќи своји училишта по манастирите во Македонија. Келини училишта во Македонија имало во 11-тиот, 12-тиот, 13-тиот, 14-тиот века и подоцна. За време на турското робство, а особено од 15-тиот до 18-тиот век, македонските манастири биле просветни и образовни центри од првостепено значење и одиграле голема улога во зачувувањето на нашите културни и образовни традиции. Зачувуваното богато црковно-книжевно наследство, како и просветните и образовните традиции, станале многу важен извор за поддржувањето на македонската народност, македонската писменост и македонската култура. Веќе од 17-тиот и 18-тиот век постојат веродостојни писмени споменици, врз основа на кои можеме да заклучиме дека манастирите активно учествувале во просветниот и духовниот живот на македонскиот народ. Освен хилендарскиот, зографскиот, рилскиот, особена важна улога како средишта на црковно-словенската просвета и духовната пробуда играле манастирите Свети Архангел Гаврил Лесновски, Свети Прохор Пчински, Свети Јоаким Осоговски, Свети Јован Ветерски, Трескавајц, Слепче, Свети Јован Бигорски, Свети Атанасије Лешочки, Марковиот манастир и други. Тие се прочуле со своите богати библиотеки и развиената книжевна традиција како производни центри на преписи, ракописи, религиозно-морални поуки, различни богослужбени текстови, иконописи и друго. Лесновскиот манастир Свети Архангел Гаврил бил средиште на едно од нашите најстари келини училишта, кое во нашата наука е познато под името на така наречената Злетовска книжевна школа. Ова училиште постоело уште од крајот на 12-тиот век, макар што за прв пат се спомнува во 1330 година. За време од неколку столетја, Лесновскиот манастир бил носител на многу богат и високо развиен просветно-културен живот, што се гледа и од бројните книжевни споменици, кои се пронајдени во неговата заоставштина. Во неговите келии добиле образование голем број кратовски учители, свештеници и калуѓери, кои ги поддржувале неговите црковно-просветни традиции и низ целиот 19 век. Во Прилепско, најстаро келино училиште за кое се знае, било во манастирот Трескавец. Тоа постоело од 17-тиот се до средината на 19-тиот век и било непресушлив извор на црковно-словенската просвета и писменост за голем број прилепски свештеници и учители. Главен просветен и културен центар на Западна Македонија бил манастирот Свети Јован Бигорски. Во неговото келино училиште, кое особено било на глас во првата половина на 19-тиот век, ја изучиле црковно-словенската писменост, го добиле своето прво образование, мнозина кои подоцна станале многу познати духовни и световни лица.
Во овој манастир учел Анатолија од Лазарополе, кој подоцна станал воспитувач на рускиот царски двор. Во него учеле и архимандритот Иларион од Лазарополе, Павле Василев Аджиевски од Галичник, Партенije Зогревски и други. Освен тоа, манастирот Бигорски дал и голем број учители кои учителствувале не само во Дебарскиот крај, туку и во други места на Западна Македонија. Духовно средиште на Западна Македонија бил и Гичевскиот манастир Пречиста, во кој келино училиште постоело уште од 18 век. Овој манастир вршел силно просветно влијание врз целата Кичевска област. Во него известно време учеле и нашите први народни учители, будители Јоаким Крчовски и Кирил Пејчиновиќ. Кон крајот на 18-тиот и во првата половина на 19-тиот век, келино училиште имало и во Лешочкиот манастир Свети Атанасије. Училиштето го држал Кирил Пејчиновиќ и во него учеле деца од цела Македонија. Во тоа време, келини училиште имало и во манастирите Свети Архангел во село Кучевишта, Свети Прохор Пчински и во Осоговскиот манастир. Црковно-словенската писмена традиција и искуство биле поддржувани низ робството и во другите манастири. Тоа се гледа од зачуваните стари ракописи, записите, надписите, белешките по црковните книги, имињата на воспитаниците кои подоцна станале учители, свештеници, живописци, резбари од различните спомени и друго. Воопшто, секој манастир представувал за својот крај еден вид училишно средиште, во кој доаѓале да учат сите оние што сакале да станат калуѓери, свештеници, учители или само да ја научат црковно-словенската писменост. Во она време, ретко можел да се најде писмен човек кој не поминал неколку години на учење во некој манастир. Но освен во манастирите, во ова време келини училиште имало и во метосите на поголемите манастири Хилендарскиот, Зографскиот, Рилскиот, Дечанскиот, Слепченскиот и други. Овие манастири во градовите и во селата на Македонија имале своји куќи, наречени метоси, и во нив монасите исповедници и монасите таксидиоти отворале училишта. Манастирите ги испраќале монасите таксидиоти во градовите и во селата, за да собираат помош од народот, да приведуваат поклоници и да извршуваат различни религиозни потреби на населението. Поради тоа, тие патувале по градовите и по селата и повремено се задржувале во метосите, каде што отворале училишта за црковна писменост и црковно пеење. Такви училишта особено отворале монасите исповедници, кои постојано живееле во метосите. Во 18-тиот и во почетокот на 19-тиот век, келини училишта имало во метосите на поголем број наши градови. Кон 1740 година, двајца калуѓери од Рилскиот манастир отвориле училиште во брзоречниот метох Свети Георги во Велес. Во него учеле и машки и женски деца. Подоцна, кон 1750 година, во истиот метох, две калуѓерки отвориле училиште само за женски деца. Во почетокот на 19 век, келини училишта имало во Дечанскиот и Хилендарскиот метох во Скопје, а исто така и во метохот на манастирот Слепче во Прилеп. Улогата на манастирите како расадници на црковната просвета и образование особено се зголемила во 18 век. Во овој период манастирите веќе го изгубиле карактерот на изолирани затворени училишта, во кои можеле да учат само оние ученици кои се обврзувале дека ќе се посветат исклучиво на монашкиот живот. Во нив сега се примале и надворешни ученици кои можеле слободно, кога сакале да го напуштат манастирот. Овие ученици, манастирски воспитаници, по свршувањето на ќелиното образование, се востановувале како свештеници по градовите и селата и во нив отворале своји училишта по углед на манастирските келини училишта. Тоа биле првите училишта надвор од манастирите. Но духовното влијание на нашите манастири не се ограничувало само на поддржувањето на училиштата што биле надвор од манастирите. Во ова време тоа веќе добило многу пошироко општествено значење.
преку своите исповедници и духовници, распрснати по метосите на нашите градови и села, манастирите влијаеле на народните маси, на нивното просветување и национално будење. На тој начин го губеле карактерот на чисто религиозни институции и добивале карактер на општествено-национални институции. Во почетокот на 19. век, од средината на манастирските послужници, се одделуваат две значајни фигури на црковно-просветниот живот – Јоаким Крчовски и Кирил Пејчиновиќ. Скоро во исто време, едниот во североисточна Македонија, а другиот во западна Македонија, делуваат како учители, просветители и книжевници, чии просветителски идеи ќе означат почеток на нова епоха – епоха на културно-националната пробуда на македонскиот народ. Макар што и самите се манастирски воспитаници, тие се издигнуваат на чисто религиозните цели на старата црковна литература и создаваат творби што по својата содржина ќе одговараат на духот на новото време, на просветителските стремежи на народните маси. Тие своите творби Митарства, различна поучителна наставленија Јоаким Крчовски, Огледало, Утешение гриешним Кирил Пејчиновиќ и други, ги пишуваат на прост народен јазик и како учители и проповедници тие се ставаат во служба на народното просветување и религиозно-моралното воспитување и образованието на нашиот народ. Нивните творби, широко распространети, биле основна лектира на нашиот народ и представувале важен фактор во борбата против неговото духовно поробување и за зачувување на неговиот јазик. Под влијанието на манастирските, во 18. век келийни училишта почнале да се отвораат и во градовите. Такви училишта отворале свештениците и калуѓерите при црквите, во црковните порти и поради тоа се викале попски или црковни училишта. Во нив децата се подучувале во црковната писменост и пеење, во црковниот ред и служба и се подготвувале за свештеници. Од средината пак на 18. век почнале да се појавуваат келийни училишта кои за учители имале и световни лица. Тоа се така наречените приватни келии. По својот карактер, приватните келийни училишта многу не се разликувале од манастирските и црковните. Разликата била во тоа што манастирските и црковните келийни училишта се отворале при манастирите, манастирските метоси и при црквите и за учители имале духовни лица, а приватните келии се отворале во куќите на световните лица и по нивна иницијатива. Освен тоа, манастирските и црковните келии биле поддржувани од манастирите или црквите, а приватните келии од родителите на учениците, кои за учењето на своите деца му плаќале на учителот во натура или пари. Приватните келийни учители обично биле луѓе со некој телесен недостаток и имале своја професија, работеле некој занаед, шивачки, чевларски, подврзувале книги и друго, и учителствувањето им било второстепено занимање. Додека учителот работел на занаетот, учениците го учеле својот урок и повремено тој ја прекинувал работата за да ги испраше учениците по зададениот урок, да им даде нов или да ги упати учениците во читањето и во пишувањето. Појавата на приватни келийни училишта се совпаѓа со првата фаза на формирањето на македонските градови и со создавањето на македонското занаетчиство. Приватната келија почнува да се приспособува на барањата и потребите на младото еснавство, па затоа покрај знаења од црковните науки им давала на учениците и знаења по сметање и некои други науки. Од први приватни келийни училишта се појавиле во поголемите градови како Велес, Скопје и Прилеп, кои представувале важни трговски центри. Но кон крајот на 18. век, а особено во првата половина на 19. приватни келийни училишта имало речиси во сите македонски градови. Поправо до 30-те години на минатиот век, до она време кога во нашите градови започнуваат да се отвораат општински келийни училишта, освен некои келийни училишта при манастирите и црквите, други и немало. Тоа е период кога процесот на зголемувањето на градското население е се поинтензивен, кога се создаваат основите на нашето занаетчиство и се појавува потреба за описменување на поголем број граѓани. Оваа духовна потреба на нашиот народ ја задоволуваат училиштата на приватните келийни учители. Тие ја играат улогата на елементарни училишта. Напоредно со зголемувањето на општиот број на приватните келийни училишта,
се зголемувал и бројот на учениците кои учеле во нив. Во споредба со претходниот период, 18. век, нивниот број бил значително поголем. Во некои приватни келии, например во Прилеп, учеле по 30 до 40, а често и по 60 до 70 ученици. А во поголемите градови како Велес, Скопје, Прилеп, Битола и други, истовремено работеле и по неколку приватни келини училишта. Така, во почетокот на 19. век, приватни келини училишта имало и во двата дела на Велес. Во источниот дел на градот бил учител поп Наум, а во западниот дел даскал Митре. Во стариот дел на градот Прилеп, Варош, во ова време држал приватни келини училишта во своите куќи поп Јован, поп Димитров и поп Ангеле Смичков. Нешто подоцна, од Варошките се отвориле приватни келини училишта и во Прилеп. Од 1835 година, при градската црква, работело училиштето на учителот Хаджи Пано. Потоа приватно келино училиште основал во градот и поп Костадин Динговски, инаку прочуен под името Хаджи Попо. Познат како келиен учител бил и даскалот Коте Пазов. Неговото училиште работело до 1887 година. Во првата половина на 19. век во Битола едновремено работеле неколку приватни келини училишта. Најстаро од нив било она на Широкиот Сокак. Потоа се отвориле уште две приватни келини училишта во Мечкар Мало и во Арнаут Мало. Сите работеле до 30-тите години на минатиот век. Меѓу неколкуте приватни келини училишта во Скопје било прочуено училиштето на даскал Никола од Крушево. Во него учеле деца не само од градот, туку и од околните села. Во ова време приватни келини училишта имало во Штип, Кратово, Куманово и многу други градови во Македонија. Скоро не постоел поголем град или село каде што немало ни едно келино училиште на црковно или световно лице. Воопшто, до 30-тите години на 19. век приватните келини училишта биле најраспространети во нашите градови и села и долго време тие ја играле улогата на единствени институции за основна писменост и образование. Во некои наши градови, Прилеп, Крушево, Кратово, Берово и други, приватните келини училишта, иако представувале одделни појави, се одржале дури до крајот на 19. век. Напоредно со приватните келини училишта, во некои наши градови во почетокот на 19. век почнуваат да се отвораат и општински келини училишта. Овие училишта ги отворале и ги издржувале местните општини и во нив наставата за сите деца била бесплатна. Организирани врз демократски принципи, да можат во нив да учат сите деца бесплатно, без оглед на нивното социјално потекло, занимањето и материјалната состојба на нивните родители, општинските келини училишта добиле општ, народен карактер и во тоа време тие представувале вистински народни училишта. Општинските келини училишта се појавиле во времето кога почнале да се формираат црковно-училишните општини во македонските градови, а тоа е во втората четвртина на 19. век. Од ова време, соопштествениот и просветниот живот на градот раководи едно општествено тело, составено од најистакнатите членови на општеството. Тоа општествено тело е црковно-училишното настојателство, кое ги отворало, ги уредувало и ги издржувало училиштата и водело грижа за нивната работа. Значајна улога во формирањето на црковно-училишните настојателства и во нивната работа имале градските еснафи, кои поради доходната работа во ова време значајно материјално се издигнуваат и пројавуваат се поголем интерес за прашањата од просветно-културниот живот на својот град. Во почетокот на 19. век, општински келини училишта представувале одделни појави, но во текот на првата половина на тој век, тие постојано бројно се зголемувале,
така што кон 30-тите и 40-тите години ги имало главно во нашите економски најразвиени градови, а кон 50-тите години тие биле веќе распространети речиси во сите македонски градови и села и представувале широка мрежа на народни училишта, познати под името Старовремски училишта. Засновани на демократска основа, во кој наставата се изведувала на македонски јазик, тоест на локалниот говор на соодветниот крај на училиштето, општинските келийни училишта добиле општо право на граѓанство. Во ова време тие биле единствени просветни установи за елементарно образование на македонскиот народ и како такви долго време се задржале во неговиот училишен живот, а во некои градови поради специфичните општествено-економски услови што тогаш владееле во нив и до крајот на 19. век. Првото општинско келийно училиште во Македонија било отворено во 1810 година во Велес, во источната страна на градот. Во него учеле и машки и женски деца, а учител бил Даскал Митре, родом од село Нагоричане, Кумановско. Во почетокот на 19. век општински келийни училишта имало и во други македонски градови, а и во некои села. Во Кратово такво училиште постоело уште од 1815 година, во Галичник и Берово од 1820 година, а во село Кучевишта, Скопска Црна Гора од 1826 година. Потоа, во 1830 година, општински келийни училишта биле отворени во Кичево, Штип, Ваташа и Неготино, 1833 година во Тетово, 1835 година во Скопје и во Крива Паланка, 1838 година во Кавадарци, 1840 година во Кукуш и Лазарополе, 1843 година во Прилеп, 1845 година во Башино село, 1850 година во Гостивар. Содржината на наставата во сите келийни училишта имала религиозен карактер. Се изучувале главно црковни науки. Најнапред се совладувала азбуката, а потоа една по друга се изучувале следните црковни книги: Часослов, Псалтир, Апостол, Светче и Требник. Освен овие предмети, учениците учеле нешто и од сметање, 4 основни операции за црковниот ред и црковно пеење. Под влијанието на световната просвета во втората четвртина на 19. век, во одделни келийни училишта, особено во општинските, покрај црковните биле застапени и некои од световните науки, како историја, географија, природознание и друго. Методиката на наставата во келийните училишта имала обележена догматичност. Таа не била достатно сообразена ниту со возрастните особености и физичкиот развиток на децата, ниту со педагошките барања. Распределбата и усвојувањето на наставниот материјал биле механички и шаблонски. Поради тоа, учењето во келийните училишта било многу мачно и траело долго време, та во некој од нив образованието завршувало со изучувањето само на азбуката и часословот, а во други со псалтирот. Ретки биле оние ученици кои успевале да ги изучат сите црковни предмети. Најголем успех покажувал оној ученик кој знаел точно да чита и да пишува и да го толкува Евангелието и Светчето, а тоа често ги надминувало силите на учениците, па дури и на учителите. Освен црковните книги и најосновниот прибор, неопходен за учениците за вежбање во пишувањето, други наставни средства во келийните училишта не се употребувале. Учениците учеле да пишуваат на песочницата и на различни предмети. Во 18-тиот и во првите децении на 19-тиот век,
najčesto bila upotreba štičkata, koja je imala forma na pravagolnik ili triagolnik со дршка. Na nив učenicите se vežbale da pišuvaat i da čitaat bukvi, slogovi, zborovi i drugo. Za pisalki upotrebuvale zašireni tvrdi predmeti koji ostavale traga, obično nekoj mek kamen ili jaglan. Štom ke naučile jedan urok, učenicite je istružuvale štičkata, za da možat na neja da napišat nov urok. Vo nekoj keliji štičkite gi premačkuvale so vosok i ponego učenicite pišuvale so šilo, a vo drugi keliji namesto na štički pišuvale na govetski pleški, štaveni koži, pergamenti i drugo. Дисциплината во келините училишта била многу строга. И за најмала пројавена вина или грешка во учењето, учителите немилосредно ги казнувале своите ученици. Се применувале најразлични видови казни, морални и физички. За направени поголеми дисциплински прекршоци и истапи, нарушување на училишниот ред, постојано немирство, непослушност, незнаење на урокот, учениците се казнувале со стоење на една нога, клечење на ситни камчиња или зрна од пченка под колената, шлакање, тепање со прачка по рацете, по задникот. Но све новие се применували и други извонредно тешки казни кои за нас денес се просто несватливи. Тоа биле казни што се применувале со една особена направа, наречена фалака. Со фалака се казнувале ученици кои направиле некој морален престап, кражба или поголем дисциплински истап. Во својата автобиографија, Марко Цепенков подробно опишува како неговиот келиен учител од време на време ги тепал сите ученици заради тоа што биле немирни. Често ке стануеше даскалот и ке врвеше покрај нас. Та ке не удираше поплеки со прато и ке ни вели: ајде бре, пејте, пејте, а пејте. Откога ќе се завртеше даскалот околу наоколу и ке ни удри по еден прат поплеки, пусто ребрење што се ребрев, кога ќе се приближеше даскалот до мене, чекајки да ми ги удри прато поплеки, за права Бога. Многу мака ми беше оти да ме удира без кабает. Арно, ама адетот му беше таков. Ти ки истеристе ме ке траиш, и прат ке јадиш, и порака со прачка ке јадиш, бре и валака ке те тепаат даскалот, па ќе траиш. И ке си седнеше на тезгето и ке почнеше да си повезува некоја книга, ала да препишува нешто со штамбечки слова. А пак ние децата ке почневме да си правиме муабет, да се задевавме и да се клеветавме на даскалот. Даскале, еве ме окара, му велеше едно. Друго, даскале, ова се задева. Тречо, даскале, ова ми го грабна орлото перо и друго. На тие дави од децата, даскало ке му викнеше од кај што седи на тоа што се задева: бре, ѓаволе, бре, седи мадру, ке те клаам во валака. Порака ке му се валеше да го тепа или на една нога да седи, и друго што ке му текнеше, тоа ке му речеше, или ке му речеше и ке му го стореше. Келините училишта доминирале во школството на Македонија до средината на 19. век, распространувајќи ја црковно-словенската писменост, со која учениците се служеле во практичниот живот на местниот народен говор. Градските келии задоволувале една неопходна потреба и како такви биле полезни. Меѓутоа, тие давале само елементарно и едностранно образование, а такво образование повеќе не одговарало на нараснатите потреби на младото македонско граѓанство. Се поинтензивниот развиток на занаетите и трговијата, а во врска со тоа и промените во општествено-економскиот живот на нашите градови, се повеќе наметнувале барање за отворање на нови световни училишта. Такви промени, кои од основа ќе го реформираат старовремското училиште,
и ќе го оспособат за нова задача да подготвува образовани граѓани, се извршуваат кон средината на 19. век, а во училиштата на економски најразвиените македонски градови и порано. Всушност, тоа е премин од црковната кон модерната световна настава, со што отпочнува нова етапа во развитокот на македонското школство, етапата на световното школство.